Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашна наша емисија, почитувани слушатели, ќе откриеме вистини во рубриката Верували или не, како и во рубриката Жена, мајка и дом. Ќе дадеме краток прилог за македонскиот револуционер Јордан Пиперката, а доколку ни дозволи вечерашниот наш термин, ќе дадеме и блиц вести. Но најпрво со прилогот за успението на Пресвета Богородица. Иако Епифаний од Саламис во 377 година напишал дека никој не ја знаел судбината на Марија, барем од 5 век постојат наводи за успението на Марија. Најстариот запис е книгата на сеќавањето на Марија, иако книгата е неверојатно од 16 век, а латински е напишана Liber Requiel Mariae. Текстот може да е и постар, дури и од 3 век. Исто така и во ракописи на сириски јазик од 5 и 6 век. Подоцнежни написи кои го потврдуваат успението на Марија со книгата Ди Обиту му се препишала на Свети Јован Богослов од 6 век, а исто така до доцниот 5 век во која му се препишува на Свети Мелитон од Сардис, кој што се раскажува и дека апостолите до смртната постела на Марија били донесени на бели облачиња секој од градот што проповедал во моментот. Во некои верзии на приказната се вели дека настанот се случил во Ефес, во куќата на Марија, а во најстарите традиции настанот се лоцира во Ерусалим. Во некои подоцнежни верзии се раскажува дека апостолот Тома задоцнил на погребот и подоцна кога стигнал и го отворил камениот гроб, видел дека телото го нема и заклучили дека како и Исус, така и Марија воскреснала и заминала на небото. Исто така се раскажува дека Марија им ја фрла шамијата на апостолите од небото како доказ за низиното успение. Црквата не учи дека Марија, мајката на Исус, завршувајќи во текот на земниот живот на најсвет начин била преземена со тело и душа во небесната слава. Ова е утврдено учење во сите христијански цркви, вклучувајќи ја православната, католичката, источата и коптската. Сите го слават денот на успението на 15 август према јулијанскиот или стариот календар, кај православните цркви кои го користат јулијанскиот календар и накупаѓа во католичкиот календар или григоријанскиот четврток на 28 август. Тогаш кога е и значи празникот му претходи 14-дневен пост. Па нека е напомош и повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото, четврток на 28 август. А би сакала да на сите оние кои го носат името на Марија, нека им е честито и вечно, посебно на мојата ќерка Марија Белчевска Шатоу, како и на Марија, мојата пријателка Ангелевска, честит роден ден и имен ден, со желба Марија Ангелевска да си дочека или нови внучиња, па и за свадби, а мојата ќерка Марија Белчевска Шатоу да се радува и со женско чедо. Виши, виши соколе, ти јуначко пиле, и на сите страни, кажи ти што биде. Виши, виши соколе, ти јуначко пиле,
nekade zemlja okupava kako Makedonija. Viši, viši sokole, izviši se ti nad Pirin, gnezda taj što svile, sestri braća mili. Izviši nad Vardar, letaj se do Egej dole, nas ne ima kolku, zrna pesok more. Viši, viši sokole, ti junačko pile. Gdje te prašam sokole, dan si slušnal nekade, slave jod da zamoči, kavan štomke zasviri. Pravo kaži sokole, dan si videl nekade, oro kako teško to, da ti plače srce to. Viši, viši sokole, ti junačko pile. Viši, viši sokole, izviši se ti nad Pirin, gnezda taj što svile, sestri braća mili. Izviši nad Vardar, letaj se do Egej dole, nas ne ima kolku, zrna pesok more. Viši, viši sokole, ti junačko pile, i nasite strani, kaži ti što vide. Isjani sme vera da ne sija me nuva me, eden Gospod ima me, bo nego se kolne me. Nas ne čuva sokole, majka Bogorodica, večno blagoslovena da je Makedonija. Viši, viši sokole, ti junačko pile. Viši, viši sokole, izviši se ti nad Pirin, gnezda taj što svile, sestri braća mili. Izviši nad Vardar, letaj se do Egej dole, nas ne ima kolku, zrna pesok more. Viši, viši sokole, ti junačko pile, i nasite strani, kaži ti što vide. Radio Час од Глас од Македонија еве 56 години заедно со вас, почитувани слушатели. Но овој пат ја бара вашата донација, спонзорство и слично, зашто должиме околу 17.000 на станицата, а рокот за да исплатиме до крајот на септември месец. Доколку мислите дека е потребно да постои ова програма, помогнете, зашто вие сте клучот, вие ја решавате судбината на ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647 7806549 или 416 691 7184. Председателот на Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс, Ристо Трифуновски, со управата ви соопштува дека на располагање ви стои удобна сала за помали свадби, крштевки, родендини и слично. Телефонот е 905-431-4944. Инаку секој вторник со председателот Мајк Кожовски и прекрасното јадење, квалитетно јадење што го приготвува шефот на кујната Марија Ангелевска, ви покануваат на заеднички ручек после 28 август. За богослужбите неделни, а исто така и за религиозни празници, како што сега четврток е успението на Пресвета Богородица, повелете од 10 часот утрото на заедничка богослужба. 3 дена пак прослава од осветувањето на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, 60 години откако се освети храмот во Торонто. По тој повод председателот Борис Стојко со неговата управа одлучија 3 дена да се слави овој јубилеј. В петок со младинска игранка,
Исто така во црквата ќе биде Свети Климент Охридски. Истовремено ќе се доделуваат признанија на сите председатели, како и председателки на женски секции и други заслужени личности. Сабота банкет од 6:30 часот, попладне со богато јадење и пиење и добра музика, каде цената е $120. И петокот и саботата предходно ќе има вечерна богослужба, како и неделата утринска богослужба со архиепископот Охридски македонски господин Стефан и канадско-американскиот митрополит господин Методи заедно со свештениците. Подетални информации можете да добиете ако се јавите на телефон 416-421-7451. Истовремено да спомнам, повелете четврток на заедничка богослужба по повод празникот Успение на Пресвета Богородица од 10 часот утрото. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата или на Flower Shopот Flower by Lilac Марија и Христина Белчевски, на сите вам кои го носите името на Марија, нека ви е честито и вечно, а исто кои го славите празникот, честито и вечно, додека пак вам, почитувани слушатели, пријатно дружење со радиочасот Вечерашен глас од Македонија. А ние сега да дадеме родендинска честитка. Две мали ангелчиња го слават својот роден ден, Мила петтиот, а Маја вториот роден ден. По тој повод тато Александар, мама Алекса, дедо Никола, баба Драгица Белчевски, баба Морин Гарденер, тета Христина, тета Марија, тетин Бени и малиот Одисеј Шатоу, вам, мила наша Мила и Маја, ви посакуваме весело и безгрижно детство со песна за вашиот роден ден. Среќен роден ден! Čekam ovoj den,
и среќен роден ден и од баба Драгица и дедо Никола со фамилијата за вас, мили наши внучња Мила и Маја. А сега од рубриката Верувале или не? Македонец ја открил Америка со Колумбо. Тоа го македонец е од Охрид, е првиот наш потомок што стапнал на територијата на Америка, а што е поважно, тоа му успеало во 1492 година заедно со Кристофор Колумбо. Според американските истражувања, има две истории за Драган од Охрид. Според едната, тој бил религиозен еретик што бегал од прогон во Македонија, заминувајќи во Шпанија, но сепак подоцна бил најден и осуден на смрт. Од палење го спасил Кристофор Колумбо, регрутирајќи го на својот брод, екзекутиран. Според другата пак верзија, Драган бил протеран од Охрид со семејството, додека бил мал, откако градот им паднал в раце на турците. Се преселиле во Шпанија, каде што тој напредувал во армијата и станал омилен на круната и затоа бил испратен со Колумбо. Откако се вратил во Европа, формирал своја експедиција и пловел до Венецуела и бидејќи му уличела на Венеција, ја нарекол со тоа име. Потоа заминал за Панама, каде што наводно бил првиот белец што стапнал на таа територија. Инаку Драган одамна е прогласен за македонец од Охрид. Стојко Додоловски или Стојко Каевич, роден 1896 година во Чучер, Скопска, Црна Гора, а починал во Чикаго, во Соединетите Американски држави, единствениот македонец кој го преживеал Титаник на 15 април 1912 година. Стојко е роден во 1896 година во селото Чучер, во нападините на Скопска Црна Гора. Бегајќи од теророт на турците и арнаутите, уште како млад, Стојко на 16 годишна возраст решил да тргне заветената земја, Соединетите Американски држави. Со нешто заработени пари доаѓа во Саутхемптон, од каде требало бродот Титаник да замине. Билет едва е успел да купи во последен час и тоа од еден поп, кој иако го купил, бил спречен да појде, па му го препродал на Додоловски. Судирот на бродот и мразот се случил ноќта спроти 15 април 1912 година. Додоловски успел да дофати еден појас и да рипне од 15 метарската височина гонет од единственото чувство за живот. Се дофатил за еден чамец, кој меѓу првите е спуштен со богати господа. Молел 16 годишниот македонец да го примат, но погледите им биле студени од аристократите во бродчето, односно во кајчето, дури укорувачки се осмелил да се дофати за нив. Еден господин си ги подвиткал нозете со топлото ќебе, а го покрил и кучето да не настине, но за Додоловски немало милост. Држејќи се така во ледениот Атлантски океан, почнал да се грчи и мрзне. Гласот му се фајкал и губел, а силата го напуштила додека не се откачил од чамецот немојќен веќе. Господата не го ни погледале, а тој се нашол среде океан во темница. Постепено се наголемувал бројот на давениците и делови од инвентар. Закачен за еден превртен чамец, во мигот кога океанот почнал да го влече кон океанот, напуштен од последните сили, го наоѓа офицерот Луи, единствениот од таа ноќ вреден за почит, кој со чамец ги собирал преживеаните подоцна. Еден од 12 мината спасени од Луи бил македонецот Стојко Додоловски. Луи го ставил во чамецот, го вртел и триел. Подоцна е префрлен на бродот Карпатија, каде се сретнал со господата со кученцето. Во Њујорк чекале милиони луѓе испаничени, бидејќи своји меѓу преживеаните од 2224 патници на Титаник, дури 1517 останаа на морското дно.
За животот на Стојко после несреќата многу малку се знае. Според некои селани од Чучер, тој се вратил од странство во 1948 година во родното село. Се вработил во една фирма во Скопска населба Ѓорче, се вратил со надеж дека ќе си живее и дека ќе умре во Македонија. Дури сакаше и да биде погребан во гробиштата во село Врвес, но неговата ќерка го повлече во Америка и почина во Чикаго. Стојко во неколку наврати ја раскажуваше приказната за Титаник и според постарите соселани секогаш го правеше тоа со смеја. Беше секогаш насмејан и луѓето го викаа Стојко дебелиот. Имаше околу 200 килограми. Ете тоа беше од рубриката Верувале или не. А сега да одиме со нешто од историјата, да се поврзиме, односно да ве запознаеме со Јордан Силјанов Пиперковски. Јордан Силјанов Пиперковски, наречен Јордан Пиперката, роден е во Козица во Кичевско на 23 јуни 1870 година, а загина во Цер на 10 август 1903 година, каде што загина во Цер исто и Христо Узунов Охридјанецот. Јордан Пиперката, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на македонската револуционерна организација. Потекнува од сиромашно земјоделско сточарско семејство. Меѓутоа, тој е познат по кратенката од неговото презиме Пиперковски. Кај народот преовладува мислењето дека ова кратенка ја добива поради физичкиот изглед, бил црвен, но и љут. Многубина го поврзуваат со љутината и црвенилото на пиперките. Јордан уште од раните детски денови ја почувствувал сета горчина на тешкиот селски живот. Детството го минал во времето на немир и превирање во Македонија. Буен и пргав по природа, тој многу се разликувал од своите браќа. Односот на турските власти тешко го поднесувал, а омразата кон нив растела. Познавајќи ја бујноста на својот син Јордан, татко му Силјан, иако притиснат од сиромаштијата и неможноста да го школува, го однел во Битола да учи да учи фурнаџиски занаед. Во Битола Јордан не останал долго. Опфатен од мислите за тешкиот живот на своето семејство, се вратил во своето родно село. Млад и неискусен, но подготвен да му се спротистави на непријателот, кај Јордана се јавила желба за самостојност и ајдукување. Причини за ова имало повеќе, на непосреден повод била една неочекувана пресметка со група врсници од муслиманското село Другово. До неа дошле во еден пазарен ден кога Јордан сам се враќал од Кичево. Иако сам тој се спротиставил, но од групата бил претепан. Длабоко навреден од постапката по враќањето в село, решил да излезе ајдук и да им се одмазди на напаѓачите. Од неговите најблиски бил советуван да не прави така, но Јордан се одлучил да замине на печалба во Софија, уште со првата група со селани печалбари. Таму го продолжил фурнаџискиот занаед. Во Софија Јордан започнал нов живот. Го научил фурнаџискиот занаед и финансиски зајакнал. Од заштедата ги помагал и своите во Козица, но никако не можел да ги заборави тортурите над селаните. За Јордан било можност да стане ајдук. Влегол во пиринската чета на Дончо Златков. Запознавајќи го подробно ајдучкиот живот и целта на изведените акции, иако неук, доволно ја презрел заблудата од бугарската владина и дворска ослободителна дејност. Затоа одлучил да се врати во Македонија. Неколку години престојувал во Македонија, а во 1895 година Јордан повторно се вратил во Бугарија, каде што со Стојко војвода и Кочо Љутата зел учество во така нареченото Мелничко востание. По повеќегодишно ајдукување низ Бугарија, во 1897 година Јордан Пиперката со својот соборец Марко Лерински пристигнал во Кичевско. Дознавајќи за нивното пристигнување, организацијата во Кичевско набрзо воспоставила контакт со нив, така да во 1897 година била формирана и првата организациона чета на војводата Дуко Тасев во Кичевско. Убиството на Муарем Бек, во кое учествувал Јордан Пиперката, го принудило и тој да ја напушти Македонија и повторно да замине во Бугарија.
Бил одличен стратег, надарен од природата и вооружен со умствени дарби, иако неук, Јордан станал страф и трепет за турските власти. Во 1901 година бил комита во четата на Никола Русински, а истата година бил наименуван за војвода на Демирхисарскиот реон. Двејствувал и во Крушевско и Кичевско. Турците во својата немоќ да го фатат околу него создавале легенда да го чуват духови. Сите акции што ги презел Пиперката во текот на 1902 година многу брзо се пренесувале и се разгласувале меѓу народот. Од ден на ден растела неговата популарност. Секаде каде што имало потреба Пиперката ител на помош. Народот во него не гледал веќе ајдук, туку револуционер, борец, кој секогаш бил со нив, меѓу нив да им помага да ги одбрани од напаѓачите. Со својата брза чета преку ноќта се движел од едно до друго место, минувајќи пат и по 60 километри само да стане сакаде што имало потреба. Неколку успешни битки го карактеризираат почетокот на Илинденското востание во Демирхисарскиот крај и во Кичевско. Во неповолните вести за положбата на Крушево продолжили да пристигнуваат, републиката вивнала во пламен, војводата Јордан и другите тргнале кон село Белица. Преку местноста Скакало и каменестите врвови на село Големо Царско, реонската чета дошла до местноста Грнчарец над патот во Кичево Битола. Од тука имале добар поглед на голем дел од реонот, а особено на патот за Крушево преку Цер, Сълб, Големо и Мало Церско. Со востаниците било избегано целото население од Цер. Во селото станале само болни и немоќни старци, кои биле зверски измачувани од турците, а селото било запалено. Јордан Пиперката застанал на чело на една група и се упатил кон Цер, но бил забележан и биле нападнати. Меѓу селата Сълб, Големо и Мало Церско започнала борба, а аскерот започнал да стрела и со топови. Четите од Грнчарец се упатиле на помош и судирот се засилил. Сите опколени успеале да се повлечат, освен тројцата загинати, меѓу кои бил и војводата Јордан Пиперката. По смртта на Јордан Пиперката, негово место доаѓа неговиот прв помошник Димитар Дечев. Тој бил закопан во местноста Черешна, во блиската околина на село Велмевци, место од каде што се гледа целата околина, како надланка, а на војводата му е подигнат споменик кој се посетува од мештаните на околните села секоја година традиционално на 2 август на Илен ден. Јордан Пиперката бил запамтен од народот кој се борил и го жртвувал својот живот, а за тоа за возраст му се отпеани многу песни. Меѓу нив да ја чуеме и следната.
Во продолжение од рубриката Жена, мајка и дом, ќе ве запознаеме со кромидот кој помага при 35 болести, па да ги чуеме и рецептите. Кромидот, освен во гастрономијата или во кујната, е омилен во јадењето и во природната медицина, а неговите лековити својства им се познати на сите. Фактот е дека својствата на кромидот се разноврсни и многу силни, па затоа може да се вброи меѓу најздравите намирници во светот. Па еве како кромидот помага кај одредени болести. Убоди од инсекти. Сокот од црвен кромид се користи за лекување и накаснување од инсекти, како што се орси и пчели. Местото на убодот се размачкува со свеж сок од црвен кромид, особено во текот на првите неколку часа по убодот. Здравието на срцето и крвните садови. Против коронарна срцева болест, тромбоза, запушени артерии, згручување на крвта се препорачува да јадете цел кромид печен во шпоред на тивол коган секој ден. Испечете ја главицата, а потоа изедете ја со ручек и вечера со неколку капки маслиново масло подолго време. Запрете ја болката во увото. Не се препорачува да ставите ништо во увото. Наместо тоа, исечете половина кромид, загрејте го кратко во тава и ставете го во тенка памучна чорапа. Стиснете малку за да го задржите чорапот и влажен. Ставете го овој завој на увото и прицврстете го со завој или капа. Погоден е и за деца. Против симптомите на алергии на полен. Не фрлајте лушпи од кромид, тие се богати со оксиданс, што може да помогне во намалување на воспалението и да спречи ослободување на хистамин од имуните клетки, така што симптомите на алергија се ублажуваат. Исушете ги лушпите од кромидот, по можност виолетови или лилави, значи таков кромид да земите, исечкајте ги и подгответе ги како чај. Истурете топла вода, оставете 10 минути и процедете. Пите 2 до 3 чаши на ден. Изљупете и ситно исецкајте 6 средни главици кромид. Тоа е за домашен сируп за кашлица. Измешајте го кромидот со 4 лажици мед и ставете го во сад кој е ставен над сад со врела вода. Покрите и варете тивко 2 часа. Процедете и земете на лажица на секој 2 до 3 часа. Овој сируп е погоден и за деца. И уште едно од овој би рекла, мислам што треба да кажувам и во наредните неколку денов емисии, со кромид до поголема виталност. Ако имате општа слабост, можете да пробате лек со кромид. Во текот на 40 дена, секој ден на празен стомак треба да јадете поголема главица кромид со црн леп. Треба да помогне при кашлење, болка, тврди столици, замор, бледило и други болести. Ете, тоа беше дел од, би рекла, рецептите и за лековитоста на кромидот. Пролета мина покрај нас, летото изгуби сјај. Песната негде остави глас, дали е ова крај? Песната негде остави глас, дали е ова крај? Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам нешто да ти дам, нешто за двајцата нас. Далеку негде кога си сам, кога те немам јас. Далеку негде кога си сам, кога те немам
Како што реков, додека со серијалот за важноста на кромидот ќе продолжиме во наредните можеби 3 до 4 емисии, ние пак сега да одиме повторно со нов коментар, односно мојот коментар на неделата. Владата на Заев ја доведе Македонија во положба да биде понижена и зависна кон други држави, а во случајов Грција и Бугарија, со кое се загрози суверенитетот на Република Македонија, но и деструктирана од странски па и домашни структури. Во случајов Европската Унија и Америка и партијата на терористот Али Ахмети. Отпочнаа со менување на уставот, го променија знамето, името, историјата на Македонија од древните времиња, од антиката, со наши славни цареви, кралеви, војводи, комити и од нив на недемократската Европска Унија ги предаде за да ги прими во така наречената ѓаволска куќа. Сето ова е удар на темелите на автентичноста, на автентичниот македонски идентитет, каде позади завесата на ова наше македонско уништување стои Европската и Унија и Америка. До кога сето ова? Кога ќе се ослободат бранителите што се в затвор, меѓу кои и внукот на Методија Ченто Јане, а таму да се затворат на местото нивно да дојдат Зоран Заев и Никола Димитров, како и Оливер Спасовски, Ахмети, Талат Џафери и многу предавници и терористи врз нашиот македонски народ. Нам не ни треба филозофија и филозофи. Тука всушност нас, Европската Унија, позади грб ни удира, ни рие нож. Од тие странски сили држави бараме да се раскине Преспанскиот договор, бугарскиот и тиранската платформа. Да се знае кој е газда во Македонија, а кој е гостинот или дошлакот на кој му дадовме да се чувствува како и ние, македонците, како да е дома, што за жал некои од албанските партии манипулираат со нивното албанско малцинство во Република Македонија, па наивни тие барат голема Албанија. Зоран Заев и неговите истомисленици, предавници, убици на македонската нација, на македонската држава и се што е македонско за нивни лични интереси и проклети пари, стана убици на Македонија и македонската нација, македонскиот идентитет. Го прашувам сега и министерот за внатрешни работи Тошковски и сите оние кои се одговорни, било јавни обвинители, суди, кога ќе отпочнат со акција за да го затворат муртинското чудовиште Зоран Заев и неговиот полтрон Никола Димитров, кога ќе го затворат Али Ахмети, Талат Џафери, Оливер Спасовски и сите како нив душмани на македонството, а живеат во Република Македонија, ја користат таа наша македонска држава со потта на народот. Дали овде треба да се јави некој јунак од мајка роден и да го поведе македонскиот народ за да се спротистави на неправедноста? Јунак од мајка роден, кој со својот македонски народ ќе ги искине договорите како што беше во Нивици, бугарскиот и тиранската платформа и да се врати уставот од 1991 година, каде официјален државен јазик е само македонскиот, а место граѓани таму да постои малцинство кое ги ужива истите права како и домородците, односно македонскиот народ. Зашто ако вака продолжиме да молчиме, не ќе остане ништо од македонството. Но затоа ни треба солидарност, ни треба единство, без разлика на некои недоразбирања. Овде се работи да го сочуваме националното, македонското, зашто тоа е се што можеме, иако ни грабат, не колват како орли од надвор странските сили. Фактите ги имаме. Документите кои ги имаме сочувано без разлика што некои од соседните држави ни имаат украдено, сепак имаме за да докажеме дека тие не постоја како држава кога ние македонците ширевме просвета, наука, цивилизација, демократија. Ние македонците им го дадовме христијанството на таа Европа што денес, како што реков, позади нож ни рие нож. Македонија, апостолска земја, 36 пати на
напишана во Библијата, што ниедна од соседните држави се до 19. век не беа ни родени или креирани од овој запад. Ако Македонија била повод за голем број на војни, во случајов ќе спомнам отоманското или османлицкото робство, а не турското, зашто Турција е формирана во октомври 1923 година. Се до тогаш се протегала таму Македонија со главен град Цариград. Исто значи Македонија била клучот и за балканските војни, и за Првата светска војна, па била, би рекла, и за Втората, а потоа така наречената граѓанска војна во Грција. Не дај Боже повторно искрата на пламен, повторно Македонија, повторно да разгори, но сега нема да остане ништо. Се ќе биде прав и пепел на ова планета. За се ова треба најмногу да размисли мајката Англија, која го прави целото зло, и преку ќерката Америка и наредува на внуката Европската Унија да ги врши сите дела, посебно врз Македонија и македонскиот народ. На нас македонците не ни останува ништо друго, речи си се ни е земено, па спремни сме на слобода или смрт. Или подобро кажано борба отколку роб на овој 21 век, каде повторно од истите тие кои цело време не распарчуваат, пак ќе си го бараме ние своето. Но се надевам и се молам да не дојде до тоа, зашто овој пат не само нашто ќе не нема, туку и самите тие што нас македонците не уништуваат, и тие ќе пропаднат во таа бездна, во таа дупка, од каде што никогаш нема да излезат, а времето полека ќе не покрие со земја, ќе покрие се, за да некогаш пак се појават други луѓе на ова планета и ќе истражуваат, како што и ние сега ја истражуваме археолошки и со пишани документи, но со една голема разлика кај македонците, во која ќе се најдат пишани документи за најголемиот злосторник, зборувам за новите луѓе, најголемиот убиец на Македонија и македонскиот народ, Зоран Заев. Не случајно некои од нив ќе ни се смеат на глупостите што се правеа. Некои ќе се чудат што сме биле толку глупави. Некои ќе не жалат, а многу од нив и ќе ни се љутат и критикуваат што кога ние македонците добивме независна држава, истовремено сами се самоуништивме во тој 20 и 21 век, што за разлика предходно, зборувам за поранешната, за античка Македонија, било гордост да се биде македонец со македонски цареви и кралеви, па дури и војводи и слично. Затоа, мој народ е македонски, да не спиеме или да бидеме со скрстени раце. Дајте друштва, организации, цркви, па индивидуално да праќаме писма до владата на Мицковски, да ги прекине сите злобни договори. Зашто јазикот е Македонија, името Македонија, Македонија е се што имаме. Кон овој контекст да надоврзам, доколку мислите дека емисиите на Глас од Македонија го затоплуват вашиот дом со зборот и песната македонска, доколку мислите дека ова, би рекла, единствена македонска програма која храбро го брани македонството, не гледајќи на било какви последици, ќе наиде што никој од медиумите не го прави ова, тоа што го правам јас 48 години откако го презедов во мои раце. Никогаш не сум гледала за мој интерес, туку секогаш цело време правам за интересот на мојот напатен македонски народ и мојата македонска земја, мојата исконска татковина Македонија. Тоа барем сите го знаете, зашто сте сведоци на ова. А јас целиот мој живот, заедно со мојата фамилија, на која најмногу и благодарам што ме поддржуваат, јас целиот живот го дадов за македонството, не гледајќи, како што реков, дали ќе се појават нови душмани и што ќе се случува поточно, не гледајќи на моите последици. Сега сакам јас да ве видам вие колку сакате да помогнете и да се шири македонското име. Колку многу ви значи да се биде македонец. Дајте го вашиот доброволен прилог, зашто само од вас зависи дали ќе продолжи понатаму да се емитува ова програма, зашто рокот ни е до септември, крајот на септември месец.
Од вас зависи сега. Во ваши раце судбината на оваа радиопрограма. Очекувам да видам колку во срцето ја носите Македонија и се што е македонско. Колку ви е грижа за македонските работи. Кон сето ова ќе одам со една моја песна што лично ја напишав и за мене лично во 2013 година. Ако некој некогаш ги остави книгите и во една од страниците ќе биде запишано името на една скромна жена со сите квалитети и мани, ќе праша која е. Нека прочита за да ја открие низината тајна. Таа жена со храбро срце знаеше да не сака, но не да мрази. Таа од исконско име од земјата на Бога штитеше се и се што од својот род, но не за самата себе. Даваше се од себе, а за себе не гледаше. Изложена на ветрови, земаше од духот на таа земја, за да се искачи на највисокиот врв и силно наглас да викне: "Жива е Македонија!" Таа жена со челично срце, праведна и силен глас, некој ладен свет урна од незините мечти, без Божја душа, без Божја љубов, здружени со демонската душа, да и ги скрати незините крила. Но таа иста жена лавица народот клекнуваше пред Бога. Незината молитва успеа да ги сурне сјајните звезди и со нив го осветли патот на незиниот живот, на фамилијата, за да незините деца бидат вечно благословени, а таа повторно да пролета во новиот живот и да биде вечен слуга на Севишниот Бог, што го победи демонот. Затоа, патнику мој, чувај го тоа парче на хартија за таа жена, ќерка македонска. Друга земја немаме да ја браниме. Зарем се што правевме да оставиме. Ти си се што сакаме, дури свети сонцето не те даваме. Горе глава земјо вековна, после дождот сонце изгрева. Туѓа рака граблива нема сила да те совлада. Горе глава свеќа запали, имаш многу храбри синови, нека бидат јунаци, Господ патот ке го осветли. Сара нека раскаже што е вистина. Вардар нека донесе Божја правдина. Светот нека
dovetuvame. Druga zemlja nemame, keja čuva me. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.